Почитувани гледачи, добар ден. Точно 12:30 часот започнуваме нова сезона на емисијата Ваш термин со променен термин. Сега ќе можете да следите секој вторник точно во 12:30 часот во живо се разбира. И се надевам дека и во оваа сезона со сите оние разговори кои што ќе ги водиме во студиото со моите соговорници, ќе допринесеме да бидете информирани за се што е во интерес на вашето здравје. Се надевам дека ќе бидеме од корис за сето она што ќе ви го презентираме и имаме една новина во оваа сезона, значи во секоја емисија ќе имате можност да слушнете еден краток совет од нутриционист, а тоа е во соработка со магистар Татјана Павлова, која што е нутриционист. И се надевам и тоа дека ќе биде од ваша корис, бидејќи ќе биде на различни теми, за различни намени и така натаму. Денеска во првата емисија решивме да започнеме за нешто што започна отприлика пред месец дена, а тоа се реформите во примарното здравство. И министерот за здравство доктор Фатмир Меджити и доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е координатор на процесот во примарното здравство, имавме можност да ги проследиме низ медиумите, значи за сето она што го дадоа како информација, меѓутоа тука денеска малку поопширно ќе ги образложиме работите и за таа цел, како што веќе кажав и сега, овде во студиото со мене ќе биде од оние двајца доктори кои што ги нагласив, министерот и доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е координатор на процесот во примарното здравство и секако тој ќе ни образложи во многу поголем број информации, во поопширен, како да кажам, обем сето она што ќе се случува и се случува во моментов во примарното здравство, односно кај матичните лекари. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Злате, би побарала сега од режија да го пуштат првиот прилог од нутриционистот, магистар Татјана Павлова, која што побаравме од неа да ни објасни која е улогата на нутриционистот и кога и зошто треба да се посети нутриционист. Па сега предлагам да го слушнеме, односно вие да го слушнете, да знаете кога и зошто треба да посетите нутриционист. Нутриционистот е професија која што во денешно време застанува на вистински нозе. Што би кажала една дефиниција што е професијата нутриционист? Личноста која се занимава со проучување на храната, односно незините нутритивни и енергетски вредности, како и незиното влијание врз здравјето на човекот, би кажала дека е професијата нутриционист. Зошто професијата нутриционист е неопходна за денешницата? Значи, буквално, уште од самото раѓање, нас ни е потребна храна. Храната едноставно нас ни дава енергија, за да можеме да растеме, развиваме, да старееме правилно и така натаму. Значи, храната ни е потребна во секоја животна доба. Па од тука би кажала колку е значајна улогата на нутриционистот, бидејќи секоја животна доба си носи свој нутритивни потреби. Може би поимот нутриционист најмногу нас ни е познат кога станува збор за намалувањето на килограмите, односно нутриционистот најчесто се занимава со популација која што има вишок енергија натрупана преку исхраната и создава планови како таа енергија да се намали, односно да се намали телесната тежина, меѓутоа јас би кажала дека нутриционизмот повеќе значи здравје. Нутриционистот нема само обврска да брои калории и да намалува килограми кај одредена личност, нутриционистот првично треба да има познавања од многу повеќе области. Како што е медицината, значи нутриционистот треба добро да знае како функционира човековото тело, да ја знае биологијата и физиологијата на храната, значи како таа храна дошла до трпеза, значи, оној процес од нива до трпеза, многу добро треба да ни биде јасен, да има познавање од хемијата, значи од хемијата на човековото тело до хемијата на храната, да ги знае соодветно технолошките процеси како таа храна е произведена со цел да може да ја препорача некој. Доколку ја се надоврзаме на постулатот кој што го има поставено Хипокрит, таткото на медицината, кој што вели нека храната ви биде лек, а лекот храна, буквално можам да кажам дека нутриционистот се занимава со
одржување на здравјето на одредена личност токму со соодветни препораки на храна, преку храна. Значи, како што напоменав дека нутриционистите се занимаваат со намалувањето на килограмите, јас би кажала дека нутриционистот е потребен во секоја животна доба, во детството да помогне со соодветни препораки за раст и развој, бидејќи во детството и адолесцентниот период се создаваат буквално навиките како ние понатаму ќе се храниме и живееме. А зошто е тогаш најнеопходно? Токму поради брзиот раст и развој. Тогаш телото се развива, клетките најбрзо се размножуваат, доаѓа до оформување на ткивата и органите и така натаму. Кога станува збор за одредена личност, која што е во зрели години, за да и се овозможи правилно старење и да не дојде до дегенерација на клетките и запаѓање во одредени болести, исто така нутриционистот е потребен тука со правилни совети како да се пристапи кон здравиот начин на живење. Во староста, значи, постепено кога нашите ткива, да не речам, се омалаксуваат, значи доаѓа до пат на мускулната маса, исто така нутриционистот е потребен со правилни совети кој од макронутриентите би завземал одреден, значи би завземал примарно место. Денеска на пазарот постојат и најразлични, што велиме, и сертифицирани нутриционисти. Значи, тие сертифицирани нутриционисти, јас би посочила дека се нутриционисти кои што се занимаваат само со намалување на килограми. Доколку немаме претходно соодветно образование, би напоменала дека тој тип на нутриционисти не би можел да се занимава со помагање преку храна кај одредени заболувања, како што се кардиоваскуларни заболувања, покачен крвен притисок, анемија, одредени состојби, дури нутриционистите се тука и да применуваат диетотерапија и кај малигни заболувања и така натаму. Значи, таквите типови на сертифицирани нутриционисти не го завземаат овој дел од нутриционизмот. Нутриционистите буквално можат да најдат примена секаде. Како што се градинките и училиштата, во одредени кетеринг служби, дури и до клиничкиот нутриционизам. Особено во клиниките имаат голема улога и би требало се почесто да бидат застапени, бидејќи нутриционистот е во клиниките одговорен буквално како се подготвува храната, како се транспортира до болните и начинот како храната влијае при нивното закрепнување во болничките услови. Доколку сакате или имате потреба да посетите нутриционист, нутриционистот треба секогаш да ја знае вашата здравствена состојба. Па, поради тоа би кажала, пред да одите на нутриционист, најдобро е да направите еден краток контролен преглед кај доктор и да направите една крвна слика. Значи, на нутриционистот му се потребни најосновните параметри. После тоа, нутриционистот ќе ви ја одреди соодветната висина и тежина, дали сте во соодветна телесна тежина според оние препораки за body mass index, дали нешто ви недостасува во однос на исхраната, дали нешто треба да смените и така натаму. Да, почитувани мои, од овој прилог еве можевте да се информирате што е улогата на нутриционистот, кога и зошто треба да посетите нутриционисти, се надевам дека беше од ваша корист. А како што најавив и на почетокот, денеска започнуваме прва емисија од новата сезона 11-та поред на ваш термин. Со променет термин од сега секој вторник точно во 12:30. Започнуваме на тема реформи во примарното здравство. Кажав пред околу месец дена, министерот за здравство излезе со соопштение дека се започнува со реформи во примарното здравство, односно хематичните лекари. Можете да слушнете, како што ја кажав и на почетокот, некои информации, меѓутоа со мене денеска во студиото доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е координатор на процесот во примарното здравство. Ви благодарам за одвоеното време и драго ми е што еве со вас ја започнувам
првата емисија од новата сезона на ваш термин. Ви благодарам за поканата и за честа. Еве да отвориме 11-тата сезона. Честитки. 11 сезони на ваш термин и ви посакувам уште многу сезони. Благодарам. Значи кажав, пред околу месец дена започна примената на реформите кај матичните лекари и со тоа сега тие некако ја преземаат улогата на специјалистите, значи може да препишуваат терапија за неколку хронични болести, тоа се хипертензијата, диабетесот, хипотиреоза и хипер, значи сите овие 4 заболувања. Како одат до сега работите, пред да ве прашам на почеток, дали имате сознание, бидејќи веќе скоро месец дена како се практикува? На дневно ниво се следи на кој начин се оди во препишувањето на терапијата кај матичните лекари и на вистина динамиката е одлична. Статистички ние имавме претходно направена анализа за да видиме колкава е потребата од промената во системот која што ќе овозможи полесно препишување на оваа терапија. Да биде на примарно ниво, да не треба да одите кај специјалист, да губите непотребно време и средства за да можете тоа да го остварите. И видовме дека во основа се работи за негде околу 3,5 милиони лекарства кои што се препишуваат на годишно ниво. Тоа значи 3,5 милиони пати во просек, може би нешто помалку од тоа, упатувања на секундарно и терцијарно ниво со цел да можете да ја добиете препишаната хронична терапија од специјалист. Тоа ќе може да го прават матичните лекари. Споменавте дека се работи за 5 најчести дијагнози, кои што во Македонија, астмата и хобот, значи тоа се во основа 5 најчести дијагнози кои што се причина за амбулански прегледи, за препишување терапија, за упатување и за хоспитализација. Од тие причини, трансформацијата на системот оди токму во насока на тоа услугата која што досега требаше одредени пациенти кои што живеат подалеку од клиничките центри или од болниците, да ја добиваат многу далеко од своето место на живење, да треба да организираат превоз, да организираат престој, да организираат некој дома да се грижи за нивните деца или за нивните родители. Сега тоа ќе може да го прават во близината на своите домови, односно кај нивните матични лекари. Кажав, се работи за сериозна бројка на интервенции кои што се прават сега на ниво на примарна здравствена заштита. И ова е само почетниот дел од трансформацијата на системот. Значи, воведувањето на протоколите практично го стандардизира принципот на давање на услугата. Тоа значи дека сме сигурни дека ова ќе биде најквалитетната услуга согласно медицина базирана на докази. На овие протоколи работеа врвни стручњаци од областа на медицината, од клиничкиот центар. Кој се беше вклучен? Беа вклучени, значи тоа сакав да кажам, професори од клиничкиот центар, асистенти, представници на Сдруженијата на пациенти, представници на Сдруженијата на семејните лекари, односно на лекарите специјалисти по семејна медицина, како и на сите останати приватни лекари. Тоа се двете најголеми здруженија во Република Македонија. Имате воедно тука беа представници и од Македонското лекарско друштво, од лекарската комора, представници од катедрите кои што беа вклучени во процесот на градењето на протоколите. Беше еден сеопфатен процес во кој што сите стейкхолдери, сите оние чинители кои што се многу важни за еден процес да профункционира, беа секојдневно контактирани и инволвирани во процесот на креирањето на оваа трансформација. Има ли некоја забелешка или со сето на што вие го предложите како реформа се согласија? Имаше ли некој... Значи ние не дадовме на маса готов значи вие заедно документ, туку напротив, тој целокупниот процес на трансформација на системот е усогласен. Тие дава своји мислења. Е усогласен на неколку нивоа, значи постои надзорен одбор за реформите во примарната здравствена заштита. И тој надзорен одбор за реформите во примарната заштита е оној кој што постојано следи работата и движењето на реформите. 2018 година почна детална анализа која што ни даде многу индикатори, податоци за тоа како треба и во кој правец треба да ја движиме реформата. Понатаму следеше процесот на обмислување на начинот на кој што треба да се направи реформата. Следеа 3 национални форуми. Значи, откако беше направена анализата 2018, 2019, 2021, постоја 3 токму така, постоја 3 национални форуми кои што стојат позади тоа дека ваквата трансформација ќе биде
квалитетно изработена и ќе биде во насока на тоа да го олесни пристапот до услуги во сегментот на примарната здравствена заштита. Што точно ќе се реши со ова, еве сега почетново што го говориме? Кои се тие болни точки во здравствениот систем кои што еве ќе ги решите на некој начин? Светот за жал се движи кон тоа да имаме се помалку здравствени работници. Так. Се очекува 2030 година да имаме минус од некако 10 милиони здравствени работници на глобално ниво. И сега, земајќи во предвид дека Македонија спаѓа во групата земји кои што се со среден економски раст, тоа значи дека земјите кои што имаат висок или многу висок економски раст, ќе ги приберат здравствените работници од нашата земја. Како што и се случува. Како и што сега се случува. Така. И ние ќе останеме со уште помалку здравствени работници. Рационалната употреба на капацитетот на здравствениот систем и воедно градењето на човечки капацитети за здравството се единственото решение кое што може да не спаси од некаква некаков недостиг катастрофа која што би можела да не се случи здравствена во, еве да кажеме, догледен период за наредните 10 години. Не би сакале да бидеме земја која што би била оставена без доволно лекари на примарно, секундарно и терциерно ниво. За да не се случи тоа, треба паметно да ги планираме услугите, што го правиме со трансформацијата. Има уште еден процес кој што ги следи паралелно со процесот на трансформацијата на системот и тоа е процесот на градење на човечки ресурси во здравството. Треба да ги задоволиме и хигиенските потреби, меѓутоа треба да ги задоволиме и оние што се интелектуални потреби на здравствените работници. Хигиенските потреби подразбира дека јас сакам да имам пристојни услови за работа, да имам солидни примања, да не размислувам за било какви финансиски потешкоти и на тој начин мојот хигиенски аспект на задоволување од тоа што го работам ќе биде покриен. Вториот е аспектот на успешност. Сакаме да бидеме сите успешни, сакаме да бидеме афирмирани, сакаме да бидеме препознаени како доктори кои што работат квалитетно. И за тоа да се случи предиспозицијата е во хигиенските предуслови што треба да ги создадеме, ама воедно и во соработката со надградените менаџерски системи кои што ќе им овозможат на сите здравствени работници индивидуално да напредуваат во кариерата и да се чувствуваат задоволни од работата што ја работат. Никој не би сакал да остане на работното место доколку не е задоволен од она што го работи. Сега ќе бара некоја друга работа по која што ќе се исполнува себе си, односно работа која што него ќе го исполнува и во такви случаи навистина должност ни е сега сериозно да размислиме за тоа како ќе ги градиме човечките капацитети во иднина и што све треба да им овозможиме на здравствените работници да останат во земјата со цел да го задржиме квалитетот на здравствениот систем. Почнуваме да го трансформираме системот, а системот мора да има подкрепа, основната подкрепа се човечките ресурси. Зошто одлучивте токму овие 5 хронични заболувања да бидат еве во оваа листа на препишување на терапија кај матичните лекари? Тоа се најчестите. Имате ли некои статистики како тоа се најчестите хронични заболувања во однос на овие проблеми? Кога ќе отиде пациент на матичен лекар, тоа е најчесто поради некаков вид на воспаление кои се јавуваат на горно респираторните дишни патишта. Втората причина е покачен крвен притисок, третата причина е дијабет, четвртата причина е ХОП, петата причина е астма и шестата е хипотиреоза. Значи, по овој редослед можете практично да видите како се движат дијагнозите кога некој пациент ќе ви влезе во вашата ординација. Следната причина поради која што ги одбравме токму овие дијагнози е процесот на хоспитализација. Во 2017 година кога кажа дека се собирани сите податоци на ниво на здравствен систем, за тоа кои се најчести причини за хоспитализација, ХОП беше првата дијагноза која што беше причина за хоспитализација, изненадувачки за нас, меѓутоа со оглед на тоа каков е квалитетот на воздухот, колку имаме пушачи во државата, мислам дека пушењето е фактор ризик број 1. Кога е во прашање веќе ХОП и хоспитализацијата, односно екзацербациите кои што се јавуваат како резултат на ХОП, меѓутоа тука и секако и загадениот воздух си ја игра својата улога. Потоа имаше, втори на листата беа кардиоваскуларните, ендокринолошките пореметувања и повторно доаѓаме до тоа да ги заокружиме овие 5 дијагнози кои што беа најважни за нас, дијагнози на кои што мораме да се фокусираме ако сакаме да го го добиле како податок. Така е.
Така. Ајде тука исто ќе побарам од режија да ги вклучат телефоните, па оние кои што не следат можат и да ни се приклучат во разговорот, да кажат можеби некој предлог еве или нешто што тие сметаат дека треба да се воведе во реформите, па можеби нели еве од надлежните ќе се потрудат да го исполнат тоа што вие го барате. Можете слободно да не побарате, да не искомуницирате, да кажете ваши искуства, еве колку сте биле веќе на матичен лекар. Дали ова навистина ви е сега олеснителна околност, колку ова е поедноставно што не мора да одите на специјалист за да добиете потребната терапија. Доктор Злате, матичните лекари сега ми се чини дека работат со полна парија, што се вели. Се создавали гужви, дали сегова некако ќе им дојде како дополнително оптеретување, имате некои такви сознанија, бидејќи многу и претходно има и административни работи, ќе се ослободат ли од административните работи на некој начин за да можат нели повеќе да го работат она за кое што нели се едуцирани? Јас секогаш се трудам пластично да го објаснам ова што го кажавте. Замислете, еве треба да ви дојде некој пациент кој што има условно кажано притисок, покачен крвен притисок, хипертензија диагноза, и вие како матичен лекар ќе морате да го прегледате. Од кога ќе го прегледате, ќе морате да го препратите на специјалист за да може да се препише терапијата, па кога ќе ви се врати од специјалист, може евентуално ќе треба да го препратите повторно за да се направат дополнителни лабораториски анализи. Па ќе се врати со тие лабораториски анализи, па ќе треба да ја препишете терапијата после од лекарот специјалист кој што ќе треба повторно да го прегледа за 6 месеци. Тоа е тој административен товар кој што сакаме да го тргнеме. Тоа е тоа шетање на пациентите кои што не сакаме да слушаме. Товар нема да им биде толку голем. Тоа беше идејата. Ви доаѓа пациентот, го решавате, бидејќи сите практично терапевски процедури кои што треба да ги направите, диагностички процедури кои што треба да ги направите на примарно ниво, вие ги правите кога го препраќате пациентот на секундарно ниво. Че вие испраќате подготвен пациент за кој што знаете дека треба да напишете притисокот, дека е толку и сите пропратни анализи кои што треба да ги направите. Меѓутоа не можете да ја дадете диагноза и не можете да го препишете лекот, што е навистина дополнителен административен товар. Па ќе требате да барате низ мој термин кој лекар специјалист ви е слободен, па да го препратите на тој специјалист, па нема да може пациентот тој ден, па ќе треба да барате друг ден и така натаму. Тоа е административниот товар кој што сега со овие реформи го избегнуваме од она што досега беше пракса. Напротив, вие кажете ќе работат со полна пареја. Мислам дека протоколите и тука се сложуваме со сите матични лекари ќе им дадат јасна насока како да работат. Значи нема потреба повеќе да талкаат низ медицината базирана на докази, да барат протоколи кои што се од Американската асоциација за хипертензија или Европската асоциација за хипертензија или Хрватското здружение за хипертензија. Можете едноставно да ги земате протоколите што се наменети за примарна здравствена заштита, третман на хипертензија, објавени во службен весник, каде што ги имат сите алгоритми кои што им кажуваат точно што треба да направат во одреден период, едноставни, лесни за употреба, кои што навистина ви даваат јасна слика и можност брзо да го решите пациентот воедно, поради тоа што се направени, како што кажуват врвни експерти, квалитетот секогаш ќе биде запазен. Така, најавивте и дека во секоја ординација кај еден матичен лекар ќе треба да има, бидејќи нели кога веќе ќе треба нели да третираат вакви проблеми на некој начин, да ги препишуваат терапиите, мора да имаат и некои одредени инструменти кои што ќе им служат за да нели го извршат прегледот на некој начин или да утврдат некои работи. Кога се очекува да се опремат сите матични амбуланти со сите оние, нели, треба да се направи ехо, доплер, холтер, спирометрија, да. Значи повеќе процедури се во прашање. Не е само тоа, може да се направи риноскопија, офталмоскопија, значи зборуваме за процедури кои што се поврзани со компликации од диабет. Кога се очекува да бидат опремени? 2024 година очекуваме да имаме инвестиција во тој дел од примарната здравствена заштита. Министерството за здравство силно притиска и работи на тоа да бидат обезбедени средства, тоа што од 1 јануари да почнеме со инвестиција во делот на опремување и едукација, многу важна едукација на лекарите и медицинските сестри од примарната здравствена заштита со цел да можеме да изградиме систем на компетенција. Значи да бидат компетентни, да може да управуваат холтер врз основа, односно да користат холтер врз основа на компетенција или еходиагностика врз основа на компетенција. Поинаку не би имале квалитетен здравствен систем. Таквиот процес на опремување и континуирана едукација ќе биде
основен во првите 6 месеци. Мислам, тоа ќе биде основата за процесот на движење на трансформацијата на системот до првите 6 месеци од 2024 година. Така. Понатаму планираме на лекарите по општа пракса, кои што се сега во моментот матични лекари, да им овозможиме врз товар на државата да обезбедат, да се обезбеди специализација по семејна медицина за секој од нив. Во моментот бројката на... Бидејќи не секој матичен лекар има специализација по семејна медицина. Значи, бројката на лекари специјалисти од вкупната бројка 1500 колку што имаме избрани лекари во државата е изнесува негде околу нешто повеќе од нешто помалку од 1/3, тоа е околу 400 до 450, што е незадоволително. Во основа треба да бидат сите специјалисти по семејна медицина. Државата ќе ги покри трошоците за нивната специјализација со цел да имаме еднаков статус на сите лекари во примарната здравствена заштита, но сите да бидат лекари специјалисти по семејна медицина. Така. Сега, кога говориме околу овие работи, ме интересира, значи, кога нели пред да се воведат реформите, функционираше мој термин. Ве прашав нели пред да започнеме со емисија, рековте дека се уште функционира. Дали има проблем? Може ли сега матичните да закажат мој термин и во кои случаи закажуваат преку мој термин? Значи тоа дали ќе се некои можеби покомплицирани, како да кажам, проблеми со здравјето, во кои случаи го користат мој термин, бидејќи претпоставам дека понекогаш, нели, освен кај нив, ќе мора некој од пациентите да појде и на специјалист. Така е. Значи, мој термин функционира во протоколите кои што се веќе може да се објавени. Добие, се е во ред? Значи, во делот на тоа како функционира мој термин, тоа ми треба Министерство за здравство да ви каже. Значи, не можам ја точно да ви дадам информации. Знам дека се работат сериозни истражувања, испитувања зашто е преоптеретен системот на мој термин и зашто нема доволно термини кои што би можело да ги користат пациентите. И трансформацијата на здравствениот систем иде во насока на тоа да имаме помалку потреба од закажување на секундарно и терцијерно ниво. Меѓутоа, и дополнително се прават напори за да се види каде се тие проблеми кои што оневозможуваат пациентите да добијат радиодиагностика, магнет, лабораториски упати, одредени специјалистички прегледи. Така да во тој дел мислам дека подобро информациите ќе ви ги дадат од Министерството за здравство. Она што јас би сакала да се фокусираме на примарната здравствена заштита. Значи, матичните лекари се уште може да препраќаат на секундарно и на терцијерно ниво, особено доколку се работи за диагноза која што е дури и поврзана со овие диагнози, ако кажеме дека хипертензијата имате трет стадиум на хипертензија која што е рефрактерна, која што не можете да ја контролирате, сте дале све што ви е на располагање на ниво на примарна здравствена заштита, тоа што морате да го препратите и така е во протоколот забележано, дека тогаш треба да размислите за препраќање на пациентот на секундарно или на терцијерно ниво. Меѓутоа тоа се многу ретко случаи кои што ќе можете да ги видите на ниво на примарна здравствена заштита. Значи, имате уредна хипертензија, имате прв стадиум на хипертензија, втор стадиум на хипертензија кои што можете да ги контролирате и доколку истите ги препишувате таа терапија која што сега е на така наречена променет режим на препишување на терапија, тогаш ќе практично ќе добиете многу поголем бенефит од третирањето на пациентите на ниво на матичен лекар, отколку да го препраќате на специјалист. И специјалистот ќе ги напише истите лекови, да се разбереме, затоа што протоколот кој што е практично матичниот одредува кога ќе препрати некого кај специјалист. Протоколот повеќе. Значи протоколот ги дава точните. Значи според протоколот се води и одлучува кога можете да препратите пациент на терцијерно. Некако ми се чини дека се тоа што го говориме пред да се воведе мој термин, на некој начин беа горе-доле слични работите со оние протоколи кои што ги има матичните лекари. Или јас нешто грешам? Во основа... Можеби не се исти, меѓутоа се слични. Во основа постојат протоколи за многу диагнози, објавени се во службен весник, меѓутоа не се вака специфично ориентирани кон услугата која што се дава на одредено ниво во здравствениот систем, не се толку специфични. И ова е баш
градење на специфични протоколи кои што најмногу ќе му помогнат на лекарот кој што работи семејна медицина или односно лекарот кој што работи општа пракса, работи со избрани пациенти. Во таквиот случај имате протоколи кои што точно дефинираат за вас што треба да направите во даден момент, за да ви биде на вас полесно кога ќе ја правите и диагностиката, а и кога ќе ја давате терапијата. Так. Бидејќи нели пред да се воведе мој термин, исто на некој начин ми се чини дека може и матичните лекари да препишуваат нели дел од терапиите, са не знам за кој точно. Меѓутоа мислам дека имаше некој многу пред да се воведе мој мој термин, имаше многу поинаков систем на поставеност на здравственото осигурување. Фондот како регулатор на делот на давање на услуги овозможуваше тогаш многу повеќе услуги да се даваат на примарно ниво. Меѓутоа, со тек на време, во име на тоа дека сакаме да добиеме подобар квалитет, секундарното ниво го превзема приматот од секундарното и терцијарното го превзема приматот од примарното ниво. И наместо да се иде кон тоа да градиме квалитет на примарно ниво, ние го префрливме квалитетот на секундарно и терцијарно ниво, каде што имаме помалку лекари, каде што е пооптеретен здравствениот систем и каде што не треба да се третираат диагнози за кои што се компетентни, сосема компетентни да ги третираат матичните лекари. По почетокот спомнавме дека матичните лекари ќе диагностицираат и превенираат. Така е. Спомнавте дека ќе има плюс вработена медицинска сестра по едно ваше интервју, која што ќе има улога да ги советува пациентите како да го водат нели животот, како да водат здрав живот, се со цел нели да не дојде до некои од овие проблеми за кои што говориме. Кога ќе може тоа вака во пракса да се очекува? Кажавме дека оваа трансформација е процес кој што ќе трае 3 години. Трае, да. 2024 година ви кажав дека треба да биде година фокусирана на инвестиции во компетенции и во опрема. Меѓутоа, во втората половина од 2024 и особено во 2025 веќе ќе можеме преку соодветни обуки да го имаме новиот профил на медицинска сестра во примарната здравствена заштита. Исто и тие ќе треба да поминат некоја обука или? Секако, значи тоа се обуки за практикување медицина базирана на докази за превенција на болести и промоција на здравјето. Тоа се сосема две различни работи, се разбереме. Едно е да превенирате болест, друго е да го промовирате здравјето. Доколку не го промовирате здравјето, болеста може ќе дојде ќе ја превенирате, меѓутоа доколку превенирате болест, тогаш веќе не сте го промовирале здравјето. И ние ја викаме таа сестра, медицинска сестра за промоција на здрави навики или health promotion nurse. И таа медицинска сестра ќе треба да е посебно едуцирана за да работи поединечно или во група. Значи може секој еден, се извинувам што ја прекинувам, да појде и да се поразговара со неа, да се посоветува или како ќе одат тука работите? Системот нема да го препознава тоа како така. Видете, ќе треба да се направи нов модул во мој термин за медицинска сестра, како што ќе има модул, односно како што досега има модули и матичниот лекар. И тој модул на медицинската сестра ќе ви овозможи да ја контактирате на ист начин на кој што сега го контактирате вашиот матичен лекар. Значи, вие кај нејзе ќе можете да си закажете, да си отидете, да си поразговарате, да си ги расчистите дилемите кои што ги имате во делот на здрави навики или во делот на превенција на веќе хронични болести кои што ги имате, превенција на екзацербации и така натаму. Така да тој модул на нова медицинска сестра во мој термин ќе ја овозможи на медицинската сестра да ја подели улогата во давањето на здравствената заштита заедно со медицинската сестра и докторот кои што работат во тимот на диагностика и третман на болести. Значи, системот оди кон тоа да ги засилиме компетенциите и улогите на медицинските сестри како високо квалификувани здравствени работници, како многу важен дел од секој здравствен систем. Видите, имав можност во текот на изминатите 2 години да поминам премногу школи. Одевте на многу и семинари на едукации, така. Една работа која што ја научив од тие школи беше дека медицинската сестра, односно сестринската професија, е професија врз која што ќе биде базирана иднината на здравствената грижа во светот, во иднината што не очекува. Се повеќе ќе гледаме медицински сестри кои што ќе имаат повеќе компетенции. Так. Сестрата денес, во овој момент,
од 10 контакти кои што ги има здравствено лице Така. со пациентот, 8 контакти се на медицинската сестра. Така. И секогаш и секаде се трудам да го промовирам и објаснам системот кој што оди во насока на тоа да се искористи максимално потенцијалот на медицинските сестри. Видете, ние многу повеќе губиме медицински сестри како здравствени работници отколку сите други профили на здравствени работници вкупно во државата. Значи тоа И од тие 10 милиона кои што ви кажав дека ќе недостасуваат здравствени работници, најмногу ќе недостасуваат медицински сестри. Во тим на примарна здравствена заштита, каде што ќе имате 2 медицински сестри и ќе имате лекар специјалист по семејна медицина и ќе имате дополнително администратор кој што ќе ги растовари целосно од административниот товар. Имате тим кој што работи буквално по алгоритам за тоа како треба да се дава работа. Ќе бидат максимално, секој ќе си работи својата работа, ќе бидат максимално задоволни, ќе нема префрлање на одговорности поради тоа што секој си ја знае својата одговорност во системот. И тоа е тој дел од задоволство во работата кој што ќе го почувствувате во моментот кога ќе видите колку вашиот придонес всушност рефлектира во квалитетот на здравјето на пациентот за кој што вие се грижите. Колку вашиот пациент здраво живее, улогата на сестрата која што работи на промоција на здравјето. Колку вашиот пациент има добро измерени статистички податоци и добро земена анамнеза, медицинската сестра што работи со докторот. Колку добро таа терапија делува кај него и колку пациентот се повеќе е добро контролиран отколку што ви се враќа на прегледи, улогата на лекарот. Тоа делење на одговорности помеѓу тимот на примарна здравствена заштита е основната работа која што верувам, убеден сум, дека ќе биде не само како здравствен систем добра за Македонија, туку ќе биде пример кој што ќе го превземаат и останатите земји. Се надеваме дека ќе биде така. Доктор Злата, бидејќи секогаш кога сум разговарала на различни теми во емисијава Ваш термин, секогаш за сите овие проблеми, еве, што и се ставени нели во однос на препишувањето на терапијата, секогаш се говори дека колку има болни, толку има недиагностицирани. Дали се тоа што го кажувате во насока на сите оние кои што имаат ваков проблем навреме да се диагностицираат и да почнат со третман и лекување за да нели дојде понатаму да некоја компликација. Како стојат работите? Имате ли сознание колку имаме плюс недиагностицирани од сите овие заболувања хронични кои што ги спомена? Имаме сознание. Една емисија е премалку за да ги продискутираме сите тие. Се што ќе кажете вие е отварање на нова тема. Так. Конкретно зборувате за скринингот на болести, на оние кои што се недиагностицирани, да видиме колку е преваленцата на оние кои што ќе бидат ново откриени случаи. И во еден таков систем, она што е повторно загрижувачки до овој момент, затоа што од сега скринингот ќе биде многу полесно работен, тој ќе биде преку редефинирање на системот на мој термин, така наречен систем за полесно следење на пациентот, кој што ќе има посебен табеларен приказ за пациенти кои што имаат лошо контролиран крвен притисок или шекер или хоп или астма, и ќе светат црвено. Значи, секој пат кога ќе го отворите како доктор или како медицинска сестра вашиот модул во мој термин, ќе видите дека овој пациент нешто не е добро кај него и ви свети црвено, дали е лошо контролиран притисок или не ја земал терапијата од аптеката, а вие сте му ја препишале. Ќе има систем кој што ќе биде користењето на дигиталните алатки ќе биде исто така многу важен дел од овој процес на трансформација. Следењето на пациентите на тој начин преку еден таков информатички систем кој што многу полесно, како буквално кога ќе седнете да возите во кола и кога ќе ја видите шалтаблата пред вас и кога ќе видите како свети сијалица дека би недостасува гориво или дека недостасува улје во моторот, тогаш знаете што треба да направите. Така ќе биде и за пациентите. Доколку има покачен крвен притисок, има покачен измерен шекер, доколку не ја земал соодветната терапија, веќе по долго временски период, тогаш знаете дека тука нешто не е во ред и ќе треба нешто да направите. Скринингот воедно се однесува и на делот на пациенти кои што исто така ќе ви бидат јасно означени, кои што се во ризична група, еве да кажеме за дијабет, ако се на возраст над 40 години имаат body mass index кој што е над 30, не треба вие како лекар или како медицинска сестра да ги пребарувате посебно, да ги отворите нивните графикони каде што ќе видите колку се високи, колку се тешки, колкав е нивниот body mass index, туку системот ќе го сработи тоа за вас и ќе ви каже овој човек треба да го повикате за скрининг и да видите дали има дијабет.
Така, значи тоа исто би се очекувало во И тоа би иднина било да тоа се очекува исто да биде многу релативно брзо завршено. Очекуваме до крајот на годината ова што го зборуваме за јасни индикатори кој е ризичен за појава на дијабет, кој треба да се следи подобро, кој не земал терапија. Мислам дека ќе биде реализирано софтверски до крајот на годината, веќе имаме и финансиска поддршка обезбедена за тоа, а некако почетокот на јануари очекуваме да биде имплементирано и матичните лекари да видат колкав ќе биде бенефитот, а и пациентите секако, од една таква алатка која што многу појасно ќе им ги прикажува работите во мој термин кој што сега го следат. Така, само не прецизиравме како стоат бројките на недиагностицирани во моментов. Во моментов еве конкретно хипертензија ќе ја земеме, диагностицирани имаме околу 420.000 пациенти со хипертензија, 530.000 се смета дека се вкупната бројка, значи некако околу 110.000 имаме недиагностицирани. Со дијабетот е многу полоша состојбата. 140 лица имаме диагностицирани и се смета дека уште 130 до 150.000 лица се недиагностицирани за дијабет. И сега проблемот е секако кај овие недиагностицираните што нема рано да се започне со терапија, поради тоа нема се спречат и компликациите кои што се водат како резултат, може да се, како резултат на високиот шеќер, може да се јави промена на ниво на нервен систем, промена на ниво на бубрези, промена на ниво на очно дно, може да настанат васкуларни промени, завршуваат со дијабетично стопало, ампутација, тоа се страшни компликации кои што системот премногу го чинат. Уште нешто да додадеме што не кажавме во однос на реформите, бидејќи имам уште неколку прашања други во однос на една од поважните работи која што секогаш сакаме да ја истакнеме е дека реформите се процес кој што го градиме заедно со пациентите. Така. И дека проблемите на пациентите практично се базата врз основа на која што се градат реформите. И сега забрзувањето на динамиката која што ќе биде во делот на изградбата и на информатички систем, еве примарно за дијабетот, е во силна координација и со Сдруженијето на дијабетичари кое што го имаме. Тие беа присутни на последната работилница што имавме кога се дефинираше протоколот за дијабет и изразија, што е должно за почет, сериозна заинтересираност да продолжат да контрибуираат во процесот на градењето на еден систем кој што ќе биде пациент-центричен систем. Значи, кога ќе кажеме пациент-центричен систем, ние подразбираме носење на услугите до пациентот, и тоа не е само носење на услугите на пациентот од субјект кој што е врзан директно со давање на здравствена услуга. Тука треба да има многу повеќе учесници во процесот на градење на здрава нација. Треба да биде локалната самоуправа, цивилните здруженија, односно оние како што ние ги нарекуваме невладени здруженија, civil societies по новата номенклатура, ќе треба да бидат вклучени и граѓаните индивидуално, ќе треба да бидат вклучени и сите останати министерства, дали Министерството за транспорт и врски, дали Министерството за економија, за финансии, така да ќе биде пристап на целото општество кон тоа како да се даде услугата на не на примарно ниво, туку најблиску до пациентот. Во спротивно, ќе имаме пациенти кои што ги полнат болниците, ќе имаме дијагностички ориентиран систем, а не пациент-центричен систем. Зошто е битен пациент-центричниот систем? Здравата нација е економски продуктивна нација. Ниту една земја не станала богата предходно да стане здрава. Ако сакаме да бидеме и ние земја која што ќе има висок економски раст, ние мораме да обезбедиме здрава популација која што ќе може да биде не само работоспособна, туку и социјално, и ментално, и здравствено. Во секој сегмент. Да, во благосостојба за да може да продуцира. Ме интересира само да ве прашам кратко, дали ова е работено според некој друг модел однадвор или ова е нешто што ние си го, вие сте го искреирале како модел? Како што кажав, имав можност да ги видам сите модели на функционирање на здравствен систем. Сме блиску до некој друг здравствен систем однадвор? Да, и најчесто најдобрите работи од здравствените системи кои што ги имавме во Европа копирано се интегрирани во нашиот здравствен систем. Значи, начинот на финансирање, каде што имате и капитација и плаќање по учинок, pay per performance, вие земен од земја во која што матичните лекари се сметаат за најсреќни здравствени работници, а тоа е во Барселона. Тоа е Каталонија, Барселона. Што значи дека хигиенските потреби дефинитивно се задоволени тука.
системот на групна пракса е земен од скандинавските земји. Системот за дијабет Значи комбинација. Да, системот за дијабет е земен од Данска, стариот југословенски систем на функционирање на здравствените домови каде што имате сеопфатна дијагностика исто така беше земен како една од основите за дизајнирање на системот, така да повеќе здравствени системи кои што низ текот на годините покажале дека носат квалитет во делот на давање на здравствена заштита, беа базата за градење на ваква трансформација. Нешто што еве вчера го прочитав како информација, се зголемува бројот на регистрирани со COVID-19 во однос на претходниот месец, значи август. Сега исто така се говори дека има многу кои што се жалат со симптоми. Така, со симптоми. Значи 112 заболени се регистрирани во август. Неспоредливо на минатата година што беше. Најавено е дека ќе се состане комисијата за заразни болести. Што ќе разговарате на за COVID. станокот? За COVID, значи не сакаме да оставиме ништо на случајност, ние кажавме дека бидејќи се говори дека во соседството во Србија веќе има значителен број на Да, ама да бидеме доследни во Србија. И во Србија здравствените власти не креваат голема паника околу тоа што има зголемен број на случаи. Претпоставам дека нема да има никакви мерки, него ќе се остави на Ја би оставил утрешната дискусија односно заклучоците да произлезат од комисијата за заразни болести. Утре во 12 часот ќе се состане комисијата, после тоа ќе имаме официјално соопштение до медиумите за тоа што е дискутирано во тоа работно тело. Во основа ние влеговме во фаза на ендемичност на COVID. Живееме со варијантите веќе една година откако Светската здравствена организација прогласи крај на кризата или она што ние наредно го нарекувавме пандемија. И крајот на оваа криза, меѓу другото, означува навлегување во таа ендемичност. Ке имаме нови варијанти, ќе се случуваат, ќе бидат со можност да го избегнуваат нашиот имунитет кој што го стекнуваме со текот на годините. Меѓутоа, не очекуваме да видиме преполни болници, затварање на оделенија на хирургија или на интерните клиники со цел да се отвараат ковид центри и да имаме дневно хоспитализации кои што практично ниту еден капацитет во здравствениот систем не може да ги издржи. Тоа не очекуваме да се случи. Симптомите кои се тие поспецифични или се истите како и претходно? Најчестите симптоми: течење од носот, болка во грлото, покачена телесна температура, кашлица поради тој назален дрип кој што се јавува од позади. Многу поретко се јавува, ова сакам да го знаат граѓаните. Многу поретко се јавува, пневмонијата исто така ретко се јавува поради акумулираниот имунитет со текот на времето. Меѓутоа, многу поретко се јавуваат симптоми на диареја и повраќање. Многу често беа поврзувани со тивкото движење на ковидот низ популацијата, не кај новите варијанти, особено ерис и пирола, кои што беа спомнувани и ги врзуваа со овие два најчести симптоми, не е карактеристик. Ова е еден, можеби на листата од 15 симптоми ќе биде помеѓу последните 5 симптоми, диареја и пролив. Така да меѓу првите 5 симптоми се овие кои што би ги горно-респираторните. Треба ли да се тестираат луѓето кога ќе добијат вакви симптоми, бидејќи постојат брзи тестови? Секако во консултација со матичниот лекар треба да направат тестирање, меѓутоа можете и сами да го направите, да се разбереме, без разлика на тоа. Меѓутоа, јас советувам тоа да биде направено во консултација со нивните матични лекари. Сите, како здравствен систем, како здравствени работници, имаме премногу искуство со ковидот. И ова е една од кризите. Доаѓа периодот на тие горно-респираторни, добри, некојаш и долно-респираторни, тропни, пневмотропни вируси, кои што ќе бидат проблем во наредниот период. Ни доаѓа инфлуенцата, респираторниот синцитијален вирус, условно кажано новиот вирус за кој што разговаравме, го знаеме со децени назад. Минатата година беше прилично актуелен. Меѓутоа, тоа се вирусите кои што не очекуваат во наредниот период. Да, ќе има зголемен број на пациенти кои што ќе имаат горно-респираторни, па и, како што кажав, и долно-респираторни проблеми. Меѓутоа, тоа е нешто што го гледаме секоја година. Влегуваме во ендемичност. Бевме 100 години во ендемичност на грипот и претходно, пошто евиденцијата медицинска не е толку прецизна како што била сега, мислам, сега прецизна не била прецизна пред 100 години. Меѓутоа, 100 години живееме со грипот, еве ќе живееме и
наредните години со Така. ковидот и со респираторниот синцитијален вирус. Сега за сега нема причина да бидеме загрижени. Така, ќе оставиме утре да видиме што вие ќе разговарате на состанокот, па ќе го очекуваме вашето соопштение официјално. Доктор Злате, ви благодарам за денес. Навистина дадовме исцрпно објаснување во однос на реформите, бидејќи затоа и ве повикав во оваа прва емисија, сакавме со тоа да започнеме некако. Се надевам дека сето она што го планирате ќе се реализира, се со цел за доброто и на пациентите, за доброто и на лекарите, на матичните лекари, на специјалистите, за да се растератат некои работи кои што беа премногу оптоварени. Ви посакувам се разбира успех во сето она што во иднина ќе го реализирате. Ви благодарам и мислам дека како што сега има ентузијазам и волја да се промени системот кон подобро. Барем ја од моето повеќе од 25 годишно искуство во системот не го имам видено и тоа е еден силен потик за сите нас. Навистина не да бидеме убедени, туку веќе сме убедени дека овие реформи ќе профункционираат. Да се надеваме дека се ќе се реши видне. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам за денес. Верувам дека сето ова што го говоревме во однос на реформите во примарното здравство би се разјасни на некој начин што се ќе се случи. Секако ве оставам во убаво расположение. Вие грижете се за своето здравје. Ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време, како што и ве знаете веќе со нов термин, секој вторник во 12:30.